Светот се договори, но не сака да се обврзе на укинување на продажбата на возила со бензински и дизел мотори. Оваа точка, содржана во завршната декларација на самитот за климатски промени во Глазгов, е прифатлива само за 6 производители на возила и 34 држави. Изостануваат најголемите. Ги нема Volkswagen и Toyota, ниту пак Соединетите Американски држави, Јапонија, Кина, Франција и Германија. Со ова се доведе во прашање реализацијата на идејата за реално намалување на количината јаглеродиоксид што се испушта во атмосферата. Напредокот на тоа поле ќе падне на грб на земји како скандинавските Холандија, Словенија, Кенија и Руанда, но и на Велика Британија, Канада, Турција, Индија и неколку сојузни американски држави предводени од Калифорнија и Њујорк. Во нивните намери за иднина со нулта емисии ќе им помогнат Ford, General Motors, Daimler, Volvo, Jaguar, Land Rover и кинескиот Build Dream. Сите останати, секој од своји причини, не се согласуваат возилата со мотори со внатрешно согорување до 2035 година или порано да бидат исфрлени од развиените пазари, а до 2040 и од останатите како што стои во декларацијата од самитот. Volkswagen кажа дека не може да го стави својот подпис на ваков заклучок заради тоа што автомобилските производители зависат од добавувачите. Се огласи и Toyota, каде сметаат дека сите региони од светот нема да бидат подготвени за електрификација и ако престанат со производство на возила со термички мотори, ќе нема што да продаваат таму. Оптимизам сепак постои, бидејќи меѓу останатите има неколку имиња како што се Stellantis, BMW или Hyundai, кои цврсто газат по патот на електрификацијата, но едноставно не сакаат да преземат никаква тешка обврска. Истото важи и за некои од државите кои прогресивно размислуваат, а ги нема на списокот, зашто се правдаат со политички причини. Но најголемиот дел од владите не може да гарантираат целосна електрификација, сметајќи дека ќе немаат доволно струја, бидејќи истовремено мора да го намалат користењето на јаглен за нејзино производство. Сепак, како и да е, и ова што е постигнато е голем напредок во прочистувањето на планетата на која живееме.